Почитувани присутни, доколку сме подготвени, продолжуваме со следниот и трет панел во рамки на денешниот форум за филантропија. Истиот го насловивме улогата на медиумите во унапредувањето на филантропијата. Верувам ќе се согласите со мене дека медиумите се моќни коректори на состојбите во општеството, но и битни катализатори на секоја општествена промена. Токму затоа важно е и филантропијата да го добија своето заслужено место во медиумите и етерот и од споредна тема, впрочем, да стане и главен фокус на јавноста. Додека се подготвував за денешниот панел, во контекст на самиот панел, претходно проверив пред неколку минути и можам да забележам еден убав позитивен почетен чекор. Денешниот настан е споделен од голем број на медиуми веќе во онлайн просторот, што даваме една позитивна слика, прв чекор кој што треба да го градиме тој позитивен однос меѓу филантропијата и медиумите. Сега, како да го постигнеме тоа, како медиумите може да ја унапредат филантропијата и да ги поддржат филантропските кампањи кои несомнено се од поширок јавен интерес. Одговори на овие прашања, но и конкретни решенија за оваа тема ќе се обидеме да изнајдеме со госпоѓа Билјана Настевска Калановска, службеничка за комуникации ЗНМ. Добре дојдовте. Добре ве најдов. Со нас е и госпоѓа Илија Јосифовска, раководителка на маркетинг во Македонската радио телевизија. Добар ден и за вас. Со нас е Кристина Ѓоргиевска, главна уредничка на онлайн медиумот Види вака. Добре дојдовте. И со нас е Назим Рашиди, уредник и водител на ТВ емисијата 200 Алса Тем. Добар ден и за вас. Ви благодарам што на сите што денеска сте со нас, ја прифативте поканата отворено да поразговараме токму за значењето на медиумите во промовирањето на филантропијата во нашата земја. Верувам дека ги имаме вистинските говорници со кои што ќе побараме одговори токму на овие прашања во наредниве 45 минути, колку што се предвидени за оваа панел дискусија во рамки на форумот. Првото прашање кое што се однесува на сите панелисти, би сакал да најпрво да ни дадете ваши примери и да одговориме на прашањето како медиумите може да ја градат културата на донирањето. Господине Билјана, повелете со вас. Ќе започнеме. Благодарам. Најнапред благодарам за поканата и за одвоениот простор да бидеме овдека заедно сите. Никако оној медиумскиот дел од секој панел е најшаренолик. Верувам дека секој од моите колеги ќе има убав придонес од својата област во однос на темата. Од аспект на Сдружение на новинари на Македонија, верувам дека оној акцентот на кој што треба да се стави е моментот на етичкиот пристап кон секоја приказна. Моќниот сојузник на секоја област во општеството се медиумите и новинарите, медиумските работници кои што се присутни токму таму. Тие ги облекуваат перцепциите, мислењата и секако дека се ветер во крилата на било која општествена промена, посебно на филантропијата. Зошто ми се допаѓа овој настан денеска, бидејќи оно кое што го кажа и Никола во најавата, навистина треба да се остави простори на теми и области кои што не се можеби толку застапени и не се става толку многу акцент во медиумите, а треба. Етичкиот пристап, темелното новинарство, информацијскиот пристап кон секоја тема од клучно значење. Зошто? Затоа што само на тој начин граѓаните ќе добијат точна информација за се што се случува. Крајниот конзумер на се она кој што ние го правиме и како медиуми, и како медиумски работници, новинари, здруженија, организации, се граѓаните. Сите ние одговараме пред нив. Зошто наместо само дневно политички настани, она кое што нели не обсипува, не зборам само за предизборниот период, туку зборувам години наназад, да не стави ништо што е од клучно значење. Како некој од некое зафрлено село во земјава ќе дознае преку медиумите? Како ќе дознае преку темелна обработка и начин и пристап кон онаа тема која што можеби не е во фокусот. Денеска имаме уште поголема алатка, тоа е интернетот. Можеби во минатото и немало толку начини, требало нели да се печатат весници, да се чека, па да помине 24 часа. Денеска ја имаме алатката интернет. Дополнително на тоа имаме и социјални медиуми кои што па верувам дека во секој агол од земјава и во светот ги имаат пристап до информациите. Мислам дека за почеток би било доволно, па може би да се надоврземе потоа со колегите од она што ви има да го кажат. Благодарам. Да, благодарам Билјана. Следно ќе вклучиме секако во дискусијата и госпоѓа Илија Јосифовска, раководителка на маркетинг од Македонската радио телевизија. Еве, вие ни доаѓате од јавниот сервис. Како јавниот сервис може да помогне во градење на таа култура на донирање?
Секако благодарам за поканата за овој настан. Секогаш со големо задоволство учествувам на било какви настани кои што се дали од донаторска природа, дали се тоа филантропска природа. Впрочем и моето 30 годишно еве веќе годинава да кажам веќе јубилеј прославувам. 30 годишно искуство во Македонска радио телевизија, некако од самите почетоци одеше во таа насока. Бидејќи Никола спомна дека треба нели секако да задржиме и некој наш личен пример, а како ќе дадеш придонес кон заедницата ако не даваш личен пример? Значи, најлесно е да кажеш на некој друг да направи нешто, ако ти не правиш ништо. Така да јас можам да кажам некоја таму далечна и 90-тите години, првата моја донаторска, да ја кажам, цел беше за децата со посебни потреби. Направивме со преку телевизија донација на едни прекрасни цртежи, слики кои што беа изработени компјутерски од деца со посебни потреби, се направи компјутерска лабораторија во Златан Сремац. Потоа некако тоа ми отиде во навика, па почнав повторно како сериозен, космополит и филантроп, да кажеме, во општество, да одам чекор понатаму. Како градев некое искуство преку медиумот, секако јавниот медиум, пак ќе кажам, дека треба да биде и стожер, и носител, и пример, и поттикнувач на се она што треба да значи држава и едно општество, бидејќи сепак јавниот медиум треба да гради позитивно општество, позитивни практики и позитивни граѓани. Тогаш заедно со многубројни луѓе од амбасадорската фела, многубројни луѓе од асоциации, од заедници, секретарат за европски прашања и така натаму, дојдовме на идеја да го направиме. Тоа беше нешто во околината, многу ново, новитет, дотогаш не беше направено, тоа беше 2008-2009 година, се викаше Телетон. Многу мене од вас можеби се сеќаваат на тој Телетон. Првиот беше за децата жртви на семејно насилство, се собраа огромен број на организации и за мене беше малку ново како сега телевизијата ќе го направи, а не вака меѓу нас граѓаните. Верувајте, се што беше позната личност, личност од било која фела ја прифати поканата. Тоа беше тој волонтеризам за кој што се разговараше нели во претходните панели. Ја прифати поканата со телефонски јавувања, секако организациите, парите каде што ги собраа понатаму дава отчетност за тоа. Да, приказна најде на уште поголем одзив, па продолживме. Во 2010 можам да кажам беше прекрасен на Телетон, но тоа беше Македонска платформа против сиромаштија. Институтот за демократија Лудвиг Болцман, сега вие сите тука веројатно веќе ги имате и како соработници, ги препознавате. Тоа беше Австриската агенција за развој, ЕУ и така натаму, беше на многу инспиративен датум 12.12.2010. Таа платформа отвори ширум прашање, од тоа произлегоа такви активности, произлегоа такви здружувања понатаму. И третиот Телетон, кој што за мене некако и како новинар, и како уредник, и како водител, беше еден од да кажам, со многу емоции, со многу емпатија го правев тоа. Тоа беше годината 2011, 17.4, тоа беше Јапонија. Се сеќавате цунамито кое што е разори Јапонија, сите некако бевме натаму свртени. И сега да кажам, не дека ние Македонија ќе земеме не знам колку пари или ќе собереме за Јапонија. На крајот од денот, целото сценарио што го направив беше со сите донации кои што Јапонија како држава ја дала за Македонија. Прекрасни чинители, конзулатот беше тука. Но она што мене посебно ме правеше горда и во име на медиумот, ама во име на сите вас, како граѓани на оваа држава, се даде придонес дека една мала земја, независно колку е мала, има големо срце. И дека таа ги отвори вратите, направи нешто дополнително за тој народ, за да собере нели средства. И тој аспект некако до ден денеска го негувам, до ден денеска го креирам и сакам секогаш кога ќе се дојде до ситуација дека парите треба да го вртат светот, јас најодговорно вртам дека тоа не. Парите апсолутно не треба да го вртат светот. Ние гледаме бизнис и видовме прекрасни примери на успешни компании, на ситуации кои што имаат прекрасна циркуларна економија, тоа што го кажа и луѓето од Везешари. Јас бев пред неколку дена исто таков еден форум кој што беше за екологија, за циркуларна економија, значи доста со линеарната и баш имаше некои дискусии кога ќе се научиме дека не треба премногу да купуваме, нели, она консумеризмот во нас малку да спласне, така е, бидејќи треба да направиме sustainability, нели, на одржливост и една циркуларна економија во природата. Меѓутоа, ние сме тие медиумите. Ако немаме мас едукација, ако немаме допир во секој дом на сите луѓе. Значи, ние може денеска да се собереме 100, 200, 500, 1000 луѓе. Ама, кога ќе паралелизираме со милиони, тогаш веќе таа порака стигнува многу, а секако вие како здружение и организации пак давате огромна улога за тоа, веќе и во пракса. И благодарам за излагањето и секако позитивните одлични примери кои што
Мала дигресија, ќе ги замолиме панелистките и панелистот да зборуваат малку полека, за да може да пофатат преведувачките, затоа што сакаме нели гостите да можат да ве пренесат на вистина вашите искуства се значени, само малце полека. Одлично. Јас само за да има мала шеговитост интеракција овој настан, треба само да кажам да знаете во МТВ сакавме да направиме квиз за брзо зборење. Значи тука требаше јас, Весна и Живкица да бидеме. Кој како ќе победеше, не ни се оствари за среќа. Да додадам ново. Да, ќе го имаме тоа предвид. Христина, вие доаѓате од онлайн медиум, како што најавив. Како онлайн медиумот може да ги менува перцепциите кога во поглед промовирањето на донирањето? Ви благодарам многу за поканата пред се. Јас многу често сакам да кажам дека новинарството е филантропска професија. И веќе, како што споменавте, доаѓам од дигитален медиум. Веќе 8 години постои Видивака и можам да кажам дека од самите почетоци на Видивака до ден денес се водиме со истото мото, а тоа е да правиме приказни што вредат и приказни што прават промени. Така што во овие години од самиот почеток до сега секојдневно се изненадуваме од луѓето, од поединците и од групи на заедници како знаат да прават промени и што значи човеколюбие и што значи помош. Можам да споменам, имаме навистина многу приказни кои што сме направиле промени и приказни кои што се вклучиле институции, компании и граѓани за донирање. Дури може би приказната сама да не биде фокусот, односно аголот на приказната да биде донирање, но сепак публиката да го препознае тоа. Например, имавме во време на пандемијата со COVID-19, имаше ученици од едно село во Куманово, кои што зборуваа за предизвиците во COVID-19, но една од изјавите на детето беше: ако може некој да ми позајми лаптоп, бидејќи не можам да следам онлайн настава, штом заврши пандемијата ќе му го вратам лаптопот. Тоа видео само на Facebook имаше околу 500.000 прегледи и ако ви се верува дека за половина час ни се јавија и ни пишаа стотици граѓани дека сакаат да донираат лаптоп. Потоа имавме и приказна со Сонја Пусовска, земјоделка од Прилеп, која што не бараше донација, туку зборуваше за предизвиците со кои што се соочува една жена земјоделка, што значи 5-члено семејство да живее со 8.300 денари. И на прашањето кога го поставив доколку имате магично стапче во моментов што е она што би направиле промена, таа изјави па веројатно да добиам еден трактор за да ми се олесни животот. Година дена по приказната на незината врата се појава човек со трактор кој што и го поклони. Така што имаше еден куп приказни, имаше и во село Дреновци, деца кои што живеат, кои што немаат питка вода, кои што имаат лоши услови во училиштето. После година и пол се јавуваат од Народна банка дека сакаат да донираат за училиштето да се опреми. Исто приказна, не знам, за Ристо Дунев, интернационалниот шахист во дописен шах, кој што 15 години води битка со институциите за да ја добие својата спортска пензија. И ние всушност целиот фокус правиме, постојано ја следиме темата и правиме многу приказни поврзани со неговиот живот и неговата борба. Тоа е со церебрална парализа и единствен шампион во дописен шах на територија на цела Југославија, но 15 години не може да добие спортска пензија. Од компанија ни се јавија, бидејќи го виделе неговиот дом и сакаат да го уредат тоалетот со можност за Ристо да има поедноставен живот. Така што навистина има еден куп приказни каде што можеби ние како медиум некогаш не се фокусираме на културата на донирање, туку се фокусираме на личните приказни, но народот го препознава тоа и се обидува да помогне. Затоа би сакала тука да додадам дека
Многу е важно кога станува збор за филантропијата да зборуваме за едно поинакво ниво на филантропија, а тоа е дигиталната филантропија. И треба да сватиме дека да, можеби телевизијата се уште е моќен медиум, но во светски рамки ако видиме голем број од младите се на социјални мрежи и се во тој дигитален свет и многу малку гледаат телевизија. Така што треба малку повеќе да се фокусираме кон таа дигитална филантропија и кон младинската филантропија, бидејќи гледаме многу голем досег на дигиталната филантропија, младинската филантропија и гледаме колку брзо се реагира, особено на социјалните мрежи кога станува збор за култура на донирање. Благодарам, Христина, за вашето излагање. Убави поенти начнавте. Секако во однос на овие две теми, тие се вклучени во последниот дел од нашиот настан, односно паралелните групни сесии, па еве можност и покана до сите да останат и секако да продискутираме повеќе токму и на овие теми. Господин Назим, кој е вашиот став? Како медиумите конкретно може да градат оваа култура на донирање за која што говореа и претходните говорнички? Здраво, поздрав на сите, еве како филантропски гест ќе зборувам на македонски, да не би да не ве мачам да ги слушалките, ама и на преведувачите да им е полесно. Имавме мал разговор тука на кој јазик ќе зборуваме. Ви благодарам што сум дел од ова панел дискусија. И несомнено, мислам, сите тука ние што се знаеме од претходно ќе се согласиме дека медиумите имаат огромна моќ. Исто така треба да се знае дека во суштина медиумите и ова мала шала што го направи во почетокот има врска со тоа што сакам да кажам, дека донација не мора да се свати секогаш со средства, него понекогаш се и делата. И нашите дела, сега не зборувам лично, него за сите наши колеги, еве овие примери тоа го докажуваат, се понекогаш можеби повредни од самата донација како таква. Не дека тие не требат, напротив. Зошто ова го истакнувам? Бидејќи јас како уредник и новинар, уредник на повеќе емисии во Алсат, сакам да се изградиме како општество каде донацијата да не ја гледаме како помош или да не ја гледаме како начин каде другите луѓе би се осеќале лошо за тоа што сакаат да земаат некаква помош. Во контекст на модернизација на донацијата, ја би сакал да спомнам неколку примери што сум ги видел нели во странство, па можеби и тука, каде што донацијата може да биде и со курсеви на овие деца или други деца кои можеби немаат доволно средства да се изградат како личности и да придонесуваат во општеството, да не се гледа донацијата како момент на сожалување, бидејќи ако така се гледа, мислам дека и даваме лоша слика самите ние и за самиот гест, но и не проденесуваме на изградба на општеството. И мислам дека со се што се зборуваше тука денеска, но и ние како медиуми мора ова да го истакнеме. Самите новинари, самата наша професија се спојува со луѓето, бидејќи ние известуваме секојдневно на различен начин за проблемите на луѓето. Ние во суштина сме тука поради нашата публика, поради нивните проблеми. И само по себе тоа не поврзува со луѓето. Но во никој случај од целото мое искуство, ако ова го гледаме со жалување кон нив, тоа не придонесува кон добро. И секако мора нашето општество да разбере дека ние имаме различни групи, различни поединци кои имаат различни потреби. И сите тие филантропи ова треба да го насочат на различен начин. И мене ми се допаѓаат примерите. Да речеме, ако има потреба за компјутер, ќе им даваш компјутер, но ако има потреба за знаење, и тука ќе инсистирам, мора да им даваме на одредени групи на нашето општество и знаење. И сега не сакам да дадам конкретни примери, но една сторија која мене многу години ме фасцинираше, може би не е соодветен збор, е кога во одредена група во Скопје или во одреден дел од Скопје немаше гинеколог. Па мислам дека доволно би било филантропски да се најдат неколку луѓе од таа заедница и да се школуваат и да бидат идни гинеколози. И такви примери. И мора овој гест на филантропија да го гледаме малце подалеку од едно
обично донирање. Ние како телевизија Алсат многу често сме се вклучиле во конкретни донации. Неколку години сме имале една емисија која се викаше Зјат Мадорон или Подавија раката, каде што исто така покажувавме тешки социјални ситуации, каде што луѓето се јавуваа за огромна помош. И ова уште денеска се појавува. Мислам дека во нашето поднебје овој момент на помош не е дека изостанува, но мислам дека треба, за да заокружам во овој дел, да се стави ова помош во поконкретни насоки. И како што веќе спомнав, не само директно донирање, но и изградување на соодветни заедници. Благодарам и за вашиот одговор, впрочем и за сите инспиративни одговори кои што ги дадовте на првото прашање. Продолжуваме со вториот блок, односно второто прашање. Нашето искуство покажува дека филантропските активности не се топ тема, за жал, за медиумите. Вестите за доброчинство на компаниите многу често во јавноста, односно конкретно во медиумите, се толкуваат и како платен маркетинг, а медиумите многу често знаат и да имаат свои финансиски побарувања, наместо овие теми да ги третираат како јавен интерес и впрочем пробоно да се вклучуваат во истите. Каде се проблемите од аспект на ЗНМ, што имате вие увидено во однос на ова прашање? Видете, во однос на платениот маркетинг, не можете тоа да им го земете на медиумите, затоа што медиумите мора од нешто и да живеат. Меѓутоа, од друга страна, колегите новинари кои што веќе се вклучени во медиумите и работа таму, претпоставувам дека од секоја таква тема може да се извади некоја подтема. Изминатиот период ЗНМ имаше и јавни повици во однос на награди за социјални теми и слични, за да ги мотивираме колегите да пишуваат за нешто повеќе од она кое што е можеби очигледно. Сметам дека време она абстрактна статистика на примери и животни случаи да добие и свој видео запис, можеби некој артикл, некој медиумски производ кој што ќе крене свесност, на кој што го спомена или во однос на донациите за Јапонија, да, не се можеби парите најважни, меѓутоа тука го испуштаме најважниот момент, свесноста. Медиумите се тука да ја кренат свесноста. И тоа е нешто кое што нема да се смени. Тоа што го кажа Христина. Да, апсолутно се согласувам дека дигиталната филантропија е можеби во новата ера, но да не ги заборавиме и традиционалните медиуми, назем ќе се сложиш со мене, затоа што секој медиум има своја публика. Традиционалните медиуми опфаќаат еден дел од публиката, останатите опфаќаат друг. Да, сите тие се спојуваат можеби во дигиталниот простор, меѓутоа не смееме да забораваме дека токму сите заедно го креираат тој медиумски простор и што е најважно се креираат свесноста. Апсолутно треба да се направи простор за вакви теми и ние, како што кажав и предмалку, работиме во таа насока, да не бидат само теми кои што се постојано опфатени, туку да бидат и теми со кои што нашите колеги ќе ги мотивираме да пишуваат на конкретни теми, мултимедијални производи кои што впрочем и ја доживуваат светлината на денот, благодарение на сите тие јавни повици со работката помеѓу медиумите. Уште една работа која што е навистина важна кога станува збор за пишување нови текстови е токму таа меѓуредакциска соработка. Во оние неколку повици кои што ги имавме, нашите колеги од различни медиуми си помагаа себе си и еден од критериумите беше токму тоа да бидат од различни медиуми за да може да креираат една приказна. Одзивот беше одличен и навистина комисиите има сериозна работа да одберат нешто кое што би се издвоило од другите, а реално сите беа добри. И уште една работа. Не треба фокусот да биде само во Скопје, во главниот град. Македонија не е само Скопје. Јас се извинувам брзо што зборувам. Заборавив за момент. Македонија не е само Скопје, Македонија е цела земја, така што верувам дека секој агол може да се покрие, а ние како представници на новинарската фела стоиме секогаш за нашите колеги. Благодарам. Благодарам, Билјана. Или вашиот став по ова прашање? Јас секако треба да се надоврзам на Биле, заради тоа што суштината што ја кажа, јас малку ќе направам еден микс нели меѓу сите нас, а тоа е дека сега во оваа ера нели на традиционални медиуми, електронски, сепак добро е што сите ние имаме, како беше и Facebook страна, и Instagram, нели, сите можни телевизиски медиуми, па еве ќе кажам и македонската радиотелевизија, нели, целосно модернизирана во тој дел, така да достапноста
е ширум светот. Тоа е добро, исто како што се дигиталните медиуми, веќе и традиционалните, сега ние сме веќе државен медиум, ние посекако имавме достапноста ширум цел свет преку сателитските линии, но генерално сакам да кажам, веќе се вмрежуваме, ајде да кажам и прилагодуваме на сите нови времења, нови барања, трендови и така натаму. Сега она прашање што го кажа Никола, тоа е суштинско, за кое што јас вака морам пред сите вас да признам овдека, жал ми е што не сте малку во поголем број, нели? Тоа го дискутиравме некако кога ќе оставите на крај последен панел, па луѓето се заминуваат, нели? Да, после ручек, но добро е нели да се останува, бидејќи можеби голем дел од компаниите, јас и преку мојата работа се трудам сега веќе и со маркетингот и со уредништвото претходно, ќе беше можеби за нив многу полезно да го чујат ова што имам сега да го кажам, иако на многу тет-а-тет средби сум го кажала, но еве нека биде широко поясно кажано. Значи, оној пополека, да. Оној ги убивме филантропски преведувачките, да, се изминуваме однапред повторно. Значи, кога зборуваме за тоа која е линијата маркетинг, PR, вест, тука малку, дел компаниите, смислено, дел медиумите, полусмислено, прават една грешка. Грешката која е? Кога правите филантропија, кога правите некоја донација, не треба да сте вие во фокусот, зборувам како фирма. Грешката е трета. Никој, еве јас дури денеска си зедов за право да извадам дел од законот за медиуми, каде што јас можеби со агенциите за маркетинг, со PR агенциите, верувајте, години наназад, повторно го поентирам членот 100. Не знам, дајте да направиме некоја конференција со членот 100 на транспарент, да напишам мисија член 100, не знам како ќе се договориме, да, каде што морам да го само последниот став. Соопштение од јавен интерес и апели за добротворни цели, што радиодифузерите ќе ги емитуваат бесплатно и ќе ги означат како бесплатно емитување. Постојано велам, овој член 100 не вели ако сакате, не. Не вели може би, не. Него вика ќе ги емитуваат, значи треба. Било која телевизија, било кој медиум, каков и да е, кога имате јавен интерес, тој има задача, дури законска, да емитува информацијата бесплатно. Знаете, јас сум добивала кампањи, пријатели сме сите меѓу себе, се знаеме на овој пазар, од маркетинг агенции до луѓе во фелата. УНИЦЕФ, правиме кампања, знаете, она срцепарателна кампања Дом за секое дете, нели? И добивам од агенцијата медија план за кој што јас треба да им наплатам маркетиншки. Значи, не сакате да знаете каква беше мојата реакција, сега не е ред тука да го кажувам тоа, меѓутоа буквално онака со забрана, со се, почнав да агитирам веќе и во АВМУ, иницирам дебати за таа приказна. Навистина ние мора како општество да знаеме што е маркетинг. Вие не можете во рекламен блок да ставите деца од УНИЦЕФ и Кока-кола реклама. Не оди тоа едно со друго. Едно е јавен интерес, друго е commercial time и што и да е. И сега, агенциите, но и во законот го има тоа, во законот за спонзорства и донации. Агенциите едноставно ги поттикнуваат компаниите, сега да си признаеме не дека компаниите тешко па да ги поттикнеш за нивната реклама, секој сака малку повеќе реклама, каде што наместо да е во фокусот оној кому му треба донација, да е во фокусот целта на донирање, сепак во фокусот е ќе ми простат Кока-кола, дајте некој друг Пепси или нешто друго да кажам, некоја друга фирма, значи во фокусот да е нивното. Не може така. Од таа гледна точка, веќе и телевизиите кои што имаат свесност, не велам за сите, меѓутоа, јас себе, прва од себе тргнувам, велам, чекајте, значи не ја ставајте комерцијалната приказна во прв план, тогаш ќе мора да се наплати. А од друга страна, кампањите што се реален јавен интерес, ги ставате во комершалс. Тој дел мора да се промени. Јас сериозно би сакала да иницираме, дали се дебати, дали се кругови, дали се форуми, што и да е, овој како беше член 100, сериозно веќе на сите да влезе во фокус, бидејќи луѓето, дали свесно или несвесно, не знам, не го практикуваат и не го доразбираат. Законот за спонзорства вели, не реферирај на компанијата, реферирај на целта на спонзорирање. Законот го вели тоа. Значи, вие, која и да сте компанија, најдобрата на овој свет, со најмногу пари на овој свет, вашата скромност, пред се треба да се биде скромен, ќе се рефлектира во тоа дека ќе го направите настанот, медиумот ќе дојде да го проследи и ќе ве спомне, меѓутоа нема пола настан да биде што работи компанијата. Така да, ова е еден дел. Да. Само накратко да се вклучам.
Мислам дека поголемиот проблем не е кај традиционалните медиуми и радијата, затоа што од она што можам да го забележам е дека секогаш постои некоја радио, телевизиска форма каде што оди бесплатно емитување. Најголемиот проблем настанува со непрофесионалните онлайн медиуми со кои што ние, како што знаете, се бориме постојано и верувам дека тоа е уште еден момент каде што луѓето треба да бидат свесни што читаат. Да, се уште нема закон за онлайн медиуми и како тие да бидат санкционирани, бидејќи се дефинирани како останати медиуми, меѓутоа проблемот настанува токму со нив. Она на кое што работиме ние е креање на свесноста за тоа дали таа вест е веродостојна, како новинарот ја пренел, дали се запазени сите страни, дали се запазени сите критериуми во однос на бесплатното емитување. Благодарам. Да, благодарам. И јас би сакал да се вклучам тука. Токму последната реченица или пример што ја кажавте, може би и прави малце заблуда, во која смисла, кога ќе се бараат од медиумите да го ставаат во фокусот јавниот интерес, а од друга страна пола од тие настани се промоција или реклама на одредена компанија. И тука, да, комерцијалните цели, каде што компанијата нели цело време кажува колку и што направила и го користи овој момент на донација за сопствена реклама. Зошто ова го кажувам? Не сакам да бидам циничен, но медиумите мора да се видат со двете нивни роли. Едниот е известување и тоа што треба да покриваме како јавен интерес, но од друга страна, јас знам како моите колеги од менаџментот, колку се борат да ги соберат тие средства за ние новинарите да може да бидеме платени во крајот на месецот. Значи, ова дискусија не сакам да биде сега објаснувачка нели како се функционира, бидејќи ние знаеме, но ако сакаме да бидеме цинични и само нели да се критикуваат медиумите, тогаш има многу контрааргументи зошто тоа не е така црно-бело. Ја можам да кажам од мое искуство и од искуствата и од други колеги, како што рековте, ние се знаеме, телевизиите, радијата, па и онлайн медиумот, кога има стварно потребна и реално, тоа го прават и бесплатно, дури и со плаќање и сето тоа. Но кога се прават огромни кампањи, каде што трошат пари за еве Уницев го спомнавте, јас се извинувам што го спомнам, но има агенции кои земаат по илјадници евра за припремање на тој видеоисказ. Па има не знам колку други средства. Никој од нив филантропски не се вклучил во во организирање, во правење на тој материјал и после на крајот кога само последниот дел се бара да се биде медиумот филантроп, медиумите се перцепираат или менаџментите на медиумите се перцепираат како цинични. Ова не е коректно, бидејќи тој зинџир треба да биде еднаков кон сите. Ако актерот кој учествувал во кампањата не земал пари, ако тој другиот не земал пари, ако компанијата не сака да се прикаже нели како главна звезда на таа кампања, не верувам дека има проблем. Но ако на крајот ќе кажете на медиумот, еве ние имаме се, за ова се е платено, ама вие бесплатно емитувајте, тоа е цинично од другата страна. Тука токму тоа и сакав и да се надоврзаме, во суштина може вака да комуницираме малку, нели како дебатно накратко, бидејќи мојот апел точно кон тоа беше дека синџирот е прекинат, дека синџирот попатно кога ќе направите проект на пример, нели? И сега тоа е за доброто на децата. Како е за доброто на децата? Ако вие нели сите претходно чинители сте ги удостоиле парично, а на крајот имав една ваква шега. Имаше исто така еден фаундреизинг, исто за деца и тука имам нели веројатно и пријатели, не знам дали се уште останати од СОС детско село, не е важно. Еден тон такви кампањи ми поминали и сето тоа. Меѓутоа вака велам, дали знаете дека на крајот парите што ги давате за ова и ова го надминува можноста за собирање на средства, па помалку средства ќе собереме со кампањата, отколку она што вие сте ги платиле сите чинители во тој проект. Па дајте им ги парите на децата. Значи, едноставно тогаш излегува безсмислено, целата кампања и собирањето на средства излегува безсмислена. Или предмалку, не знам дали е се уште во публиката Марионка, која што беше од Фармахем, одличен пример, јас иако не е тука, можеби не е тука, сакам и јавно да и се заблагодарам како беше за откривањето на Атидже, сето тоа е во ред, медена земја, отидовме на Оскар, отидовме на Синеде, секаде отидовме. Дали некој од вас знае каде е Атидже? Некој што знае.
Така. Значи во целата приказна каде е медот на Атиче, каде Атиче, ние слушнавме после тоа дека она имала страшни проблеми. Никој не зборува за медот, никој не зборува за пчелите, па ние нели правиме циркуларна економија, нели екологија. Или Атиче беше една, како беше како компанијата, една алка, ние ја имавме таа алка, направивме прекрасен пример и готово немаме она што сите го бараме, тоа е sustainability. Таа одржливост попатно ни се губи. Јас за тоа зборувам. А сега ќе и дадеме можност токму на Христина да го каже својот став по односно ова прашање. Христина, споменавте дека имате доста допирни точки во поглед на некаква си форма на промоција на донирањето. Како, што сметате, каде конкретно лежи проблемот токму во промоција на филантропските активности? Се согласувам со сите колеги со сето тоа што го кажа, нема да се повторувам. Ние во види вака, јас и како новинари, како уредни секогаш ни е важна апсолутно приказната и темата. Не гледаме која компанија е, ниту дали е од поединец или од повеќе групи на луѓе, но она што го кажа Јубилјана, мораме и ние медиумите некогаш мораме да постои тој маркетинг, за да можеме и ние да живееме како медиум. Но тука мислам дека има две страни. Едната страна е можеби во балансирањето, кога станува збор за известување. Сосема ми е јасно и со голем број на колеги, особено во телевизија, кога разговарам, го немаат оној луксус што ние како медиум го имаме, за да правиме приказна, па приказната може да ја развлечеме, може да дадеме простори на недела, на месец дена, 3 месеци, во зависност за да имаме готов и убав производ. За жал, телевизиите го немаат тој луксус и брзаат во интерес на времето, со вести, во трка со вести и така натаму. Затоа можеби потребно е балансирање. Пред година и пол, кога правев едно истражување на тема како функционираат медиумите во цел свет, можев да приметам и во телевизии, и во онлайн медиуми постојат едни вести каде што започнуваат можеби со позитивна приказна, со некаква си акција, со некаков повик на акција, а потоа се протнуваат сите тие информации како што се, не знам, корупција, политика, дневни теми и така натаму. Можеби потребно е балансирање кога станува збор за известување и особено за да се опфатат вакви теми, а од друга страна како човек кој што секојдневно комуницира и со здруженија и невладен сектор и со компании, можеби некогаш се случува да го имаме тој проблем да го имаат најдобриот проект некое здружение, но да не може да се најде заеднички јазик, односно да се зборува на тој невладиниот јазик и многу е тешко да се допре до публиката, многу е тешко да се допре и до медиумите. И затоа е потребен баланс и од едната и од другата страна. Никогаш можеби невладиниот сектор или здруженијето или компанијата смета дека потребна изјава да се даде од директорот на компанијата, наместо да се даде од заедницата. Можеби така многу полесно ќе се допре до публиката и многу полесно ќе се пренесе веста и медиумите ќе ја преземат. Сака, постои начин. Секогаш е предизвик да се говори со новинари, барем во поглед на времето, со цел да не го згазиме времето кое што ни е предвидено во агендата. Дополнително во рамки на самава дискусија би сакал да преминеме кон одредени заклучоци. Тука би сакал и да го споменам и нашето искуство, имено нашето искуство со кампањата Денови за донирање, која што спроведуваме во рамки на проектот на USAID партнерства за донирање, покажа дека има голем и неоткриен филантропски потенцијал. Се одржаа на 26 активности за прибирање на донации, интерес за донирање имаше, најголем мотив беше фантастичната работа за најавноста и не толку познати и откриени граѓански организации. Можеме да заклучиме дека имаме приказна, имаме понуда, што е она што недостасува според вас? Кои се оние решенија за овие предизвици што ги истакнавте во рамки на самава дискусија и што можеме заеднички да направиме токму за да ја изградиме таа култура на донирање? Повелете. Мислам дека голем дел од работите веќе ги споминатме, она кое што може да се направи додека одиме напред кон нешто за светот веќе одамна апсолвирано, за нас нешто ново, е да се задржи интегритетот, професионализмот и етиката во однос на новинарите, зборувам и медиумите. Можеби како идеја во следниот ваков собир да се викнат и уредници кои што во поголем број уредници, кои што би можеле
да речеме јавно да видите дека би отстапиле простор повеќе за вакви теми кои што можеби се маркетиншки непривлечни за дел од публиката, но апсолутно е потребен простор. Никако не смееме да отстапиме од професионалните стандарди, од она кој што го налага професионалното новинарство и медиумите и нормално почитување на законите кои што ги имаме ние на хартија, само уште да ги спроведеме во пракса. Благодарам, Милјана. Да, точно е тоа, нели, кога сме кај хартијата, баш е таа најголемата болка. Сметам дека треба малку поголемо здружување и поголема едукација. Тоа е еден мој апел. Значи, кога сите чинители би седнале и би разговарале, не мора заедно, може поединечно, како и да е, за потребите или едно подучување за тоа, како би се направило најдобро. Ние како медиум да дадеме предлог на компанијата, на невладината организација, што јас го правам, верувајте, до ден денеска, и покрај тоа што маркетинг, се уште и како уредник делувам за многу работи, кога ќе седнеме и ќе го најдеме заедничкото решение, ништо не е невозможно, се е можно. И нема да го скршиме законот, и нема да биде скриено рекламирање, нема да биде маркетинг, нема да биде пиар, ќе биде јавен интерес. Се во некоја своја рамка, бидејќи на крајот од денот рамката ја имаме, баш е тоа, не ја почитуваме. Кога би седнале и да се доедуцираме за тој аспект и сепак да тргнеме од една лична, баш таа скромност и филантропија, мислам дека тука успехот е неминовен. Мас медиумот ја има својата улога многу голема и сериозно ви велам дека не е искористена. Ама апсолутно не е искористена. Искористена е, мислам дека во погрешни цели. Не знам дали ќе се сложат колегите, меѓутоа бомбардирани сме со информации кои што верувајте на вистина нема да ви требаат во текот на животот, или не знам, наместо да зборуваме сериозно за некоја филантропска прекрасна идеја, не зборуваме за пари, зборуваме за идеја ајде сите да облечеме убави и да отидеме да направиме некаква активност кај некого. Не, ние сепак нека ми простат љубителите на фолк музиката, сепак ќе дадеме пари за цеца. Мислам, морам да ја спомнам, нели, во овој контекст, заради тоа што, како да кажам, и тоа дури ќе се надпреваруваат музичките дејци во Македонија, која пејачка и кој пејач од некоја таква фела, што повеќе пари ќе земе. Не, јас сум платил, замислете, 50.000 евра. 50.000 евра. Не, денеска господјата Уша, така кажа со каков филантропски гест на 78 годишен човек со неговите склекови собрал 100.000. Па тој е само пола концерт на Цеца. Например, значи дајте да излеземе од оваа дупка. Ние премногу сме, некој ќе каже балканци, балканштина. Па нели и мене ме вреѓа веќе тоа. Мислам дека ние сите сме навредени со тој дел. Ние самите со своето однесување, не е тоа Балкан, него е low level идеја, low level од нели вмрежување и однесување во секој поглед. Јас сакам едукација и здружување сериозно да биде една од темите за понатаму, но на крајот би сакала повик до сите. Дајте секој после тоа да ги каже резултатите. Ние одиме, правиме нешто и мислиме нема никој да ме праша повеќе што сум направил. Не само што не чекај да те праша. Оди кажи, сам кажи што си направил. Благодарам, Мили. Повеле, Кристина. Да не се повторувам тоа што го кажа, всушност здружување е најбитното. И помеѓу здруженијата, помеѓу компаниите, помеѓу невладиниот сектор и нормално медиумите, тоа што го кажав и во претходниот круг на прашања, да има балансирано известување и да видиме дека се менуваат трендовите, да ги следиме трендовите, она што се случува во филантропија, како повторно ќе се наврата на тоа да се поттикнат и младите, за да ги гледаат работите, да ги вклучиме и младите во повеќе активност, а од друга страна да гледаме дека и медиумите се менуваат постојано и веројатно треба да го избегнеме она што не уче од прв ден на факултет по новинарски студии, дека вест не е вест дека куче каснало човек, туку дека човек каснало куче. Значи новинарството се менува. Сензационализмот веќе треба одамна да го имаме оттргнато и да сватиме дека и позитивните вести и вестите кои што поттикнуваат за човеколюбие, за добри дела и така натаму, дека знаат да бидат добри вести и нормално публиката да го прифати тоа, бидејќи ние се водиме од тоа дека правиме вести што се актуелни затоа што публиката го бара тоа. Не публиката го бара она што ние како медиуми и медиумски работници го даваме и го нудиме. Благодарам, Кристина. Убави поенти.
Повелете, господине Назим. Да. Добро, не се согласувам потполно со ова што се кажа. Во која смисла да објаснам, бидејќи телевизиите, бидејќи доаѓам од тој медиум, не се само вести, имаат и други сегменти и во тие други сегменти сите телевизии без разлика, иако јас сум од една телевизија, претежно албанска, нели ние сме ривали, но би зборила во нивно име, во сите нивни програмски шеми имаат елементи на како на поттикнување на оваа тема. Значи, да ги ставаме сега новинарите зошто известуваат повеќе за политика, а не за друго, не е коректно, бидејќи тоа е друга огромна тема што самите новинари би се занимавале. Зошто ова го кажувам? Ќе дадам пример. Најверојатно тука има сега следни говорници. Токму вчера во Албис, кој што е многу позната филантропска организација, имаше сношти евент за поезија, за не знам што, каде што нашата телевизија го покриваше тоа и ќе се емитува во повеќе сегменти. Значи, тоа не фали. Тоа што за мене би требало е битно, за да одговорам на вашето прашање, само делот на вести не треба да биде фокус на оваа дискусија, него сите сегменти на програмите што телевизиите ги имаат, но треба да биде конкретна соработката. Филантропијата не смее да се доживува само давање и фокус на тие што даваат. Ако така се доживува, секако ќе има различни интерпретации. Но ако се прави анализа колку посто филантропија, донирање треба за тие што се сиромашни, колку треба за тие што подигнување, колку треба за жените, колку треба за руралните жени, колку треба за руралните млади деца и сето тоа, мислам дека ќе биде поефективно и сите медиуми со сите нивни мани ќе се најдат во овие теми и ќе соработуваат. Значи, објаснување и по-конкретно делување би била една од чекорите за поголем успех за оваа тема. А јас не сум само убеден, но сум и, како се вика, сум учествувал и сум видел колку луѓето во нашите простори слободно даваат. Балканот може би има многу проблеми, но сигурен сум и сум го видел тоа, кога им се бара на луѓето помош, тоа го даваат. Без разлика колку они сами се сиромашни. Не каскаме на тема хуманост, но секако и филантропија. Тука ќе ви се заблагодарам за вашето учество во денешната панел дискусија. Да, повелете во тој дел. Секако, да. Медиумите и образовните институции да се фокусираат на образование за филантропија, да промовираат и поттикнуваат култура на филантропија. Добрите приказни ќе бидат надеж дека имаме капацитет за сами да креираме решенија. Добро, Ова само го надоврзува оно кој што кажа Назим во однос на покривањето на вестите, односно информациите и приказните, не се само вести во фокусот. Важна е таа соработка и верувам дека секој овде што седи, бидејќи е представник од медиум, има своја приказна. Види вака го прави тоа на одличен начин. Тоа е мултимедијална платформа која што допира до сите. И има почит. А Алсат има друг пристап, МТВ има друг пристап. Сите вие кои што работите во медиуми, се издвојувам овој пат, имате посебен пристап и тоа е тоа на кој што треба да се стави акцент и тамо се приказните. Она кој што го кажав пред малку, да, новинарите не секогаш имаат избор која приказна ќе покријат. Нив им кажуваат уредниците, а над попат има и владика. Значи, може би следниот пат треба да ги прашаме и собствениците на медиумите, приватните зборуваме, како тие би се поставиле во однос на оваа тема и дали би отстапиле простор. Новинарот како новинар и неговиот колега уредник не секогаш имаат можност да изберат. Благодарам и извинете што влетам. Благодарам, таман работа. Да, секако да кажам само освен ако не се доволно бунтовни, нели, како беше темата и вокацијата на новинарството, да си малку доволно и бунтовен, кога не можеш да го кажеш црното ако е нешто бело, нели, така натаму, но секако е добра тема, секако за друга дискусија, кога сме кај собствениците на медиумите. Без оглед на тоа што јас сум државен медиум, кај на собственик е државата, кај на собственик сте сите вие, сите ние овде, значи тоа е тоа. Нема тука собственост и тоа е одлично, јас сум сериозно благодарна за тоа.
дека е тоа државна приказна, затоа што не сум сигурна малку со мојот бунтовен дух дали би можела или некој собственик кој што сериозно нема представа тоа што е медиум, да би можела да му кажам да ова е црно е бело, нема теорија за тоа. Меѓутоа собствениците на медиумите на крајот од денот сериозно па и во АВМ ако е така, треба да се следи, да се гледа дали баш секој, како беше тоа, извинете, јас сакам да си играм медиум. Не може. Добро, благодарам. Имаме и прашање од публика. Да, ви благодараме ве што ни дозволивте и ние да се вклучиме, иначе цело време само ве слушаме, мислам вака е подобро. Професионална деформација. Да знаете дека вака е подобро. И вие ќе бидете задоволни. Голема благодарност што Билјана повтор пат го спомна тоа дека уредниците треба да бидат тука. Ќе ви кажам конкретен пример зашто е тоа така. Еве јас сум еден од Мене ми смета многу лично, а и на многу граѓани во скоро на сите медиуми. Во вестите само одат политика и црна хроника. Колку други имаме добри настани што не се покриваат, тоа е чудо, бре луѓе. Вие не знаете колку има други настани. Знаете што ми велат, доаѓам од Битола, организираме манифестација за здрава храна, пчелни производи така натаму. И еден уредник на медиум ми вели: "Абе Менде, вели, знаеш што? Вие треба да си платите за таа работа." Чекај, што да платиме? Ние правиме настан уопшто за сите граѓани и за пчела. Господјата Ели беше така, ја спомна. Ево сега имаме формирано Европски пчеларски сојуз каде ми барат контакти од национални медиуми. И еден од медиумите ми Менде, знаеш, не знам, тоа треба да се плати, дали уредниците ќе го дозволат тоа. И уште ќе говориме од Европски пчеларски сојуз да му достават разни клипчина да се користи домашен од познати производители мед, не фалсификат на мед, значи и за потрошувачите добро работа. Пазете, не можеме да дојме на да. Како тоа да го воспоставиме, да ви кажам? Види вака секој чест и чест. Вистина, дајте сите да час и чест, да си помогнеме и самите себе си и на граѓаните. Значи ви кажам уште еднаш, ми смета тоа што го гледам само политика и црна хроника. Имаме многу добри настани што треба да се покријат. Ви благодарам многу. Ке каже господинот, пошто нели ми се обрати, точно јас ветив и дадов телефон, меѓу другото, оти беше сериозно лош, нели контактите се тешки да се земат, а инаку лично не му кажале од нашиот медиум дека можеби, ама да се јави на 3, на 4, на 5, на 6, па моето присуство тука е одлично искористено и јас сум благодарна што ќе бидам нели креатор на позитивна приказна овде, бидејќи многу често ќе нас се случува ако нешто не е од интерес, ако нешто не е допадливо или ако нешто како беше не одговара за ова провиниенција или друга провиниенција, ние знаеме да кажеме не. Што исто така за мене многу чудно, заради тоа што тоа не е прво и државно. Меѓутоа, многу често, јас долги години, ова кратко, ќе биде долги години и пак ќе речам колку иницииравме форуми еден тон, ќе немаме време за толку. Долги години во разговорите со оваа држава, со луѓето од државата, не толку со луѓето од надвор, бидејќи надвор дефинитивно ви ќе кажам државниот медиум го знаат која е улогата. Значи ние уствари имаме многу поголема обврска отколку привилегија, ама многу таа обврска некако чудно се сваќа, ете така, и не секој, јас стоички стоам на тоа дека ги прифаќам сите обврски и не велам не, ама многу мина не викаат така. Но знаете ли што викаат? Вие не сте апропо темата со медот или што и да. Знаете што, вие Македонска радиотелевизија сте застарени. Па вие сега не сте интересни. Па ајде да не повторувам Цеца пак, нема смисла. Ќе треба да платиме нели реклама и така натаму. Веќе да. Па вие не сте интересни. Па дајте некоја сензација, така беше нели? Како беше Куќето и човекот, што и да е. Па дајте некој елемент каде што можеби некој нели направил нешто лошо, модернизирајте се. Па јас пак да еве сега јас како новинар и ние да ве прашаме вас, а што значи модернизирано? Треба да ја извртам веста, треба да ја украсам некако работата, машна ли му треба на гледачот? Не знам во како, што значи модернизација? Или ако на пример водителката се соблече 3 пати, тоа е модернизација? Ако се изврти графиконот милиарда пати во разни бои, дали тоа ќе ви ја смени веста? Не. Дали ќе ви ја смени целта? Не. Затоа велам, некогаш ние од формата не можеме, ама никако да ја видиме суштината. Доколку немаме други прашања, дали имаме уште некоја? Да, повелеца. Кога веќе зборуваме за филантропијата,
Дали знаеме кој е најголем филантроп во државава во историјата на Македонија? Што Тоа е подразбира прашање тоа? или Да, прашање. Да, прашање. Па веројатно никој што не е објавен до сега. Па и како индивидуал и како компанија, да. Во сите во целата смисла, значи и финансиски и Дали јас треба да одговорам од има еден ред кај нас во телевизија на пример, можам да ви наредам дали е умесно да ги зборувам како луѓе, едно 5-6 кои што викат ние сме најдобри. Можам да ви ги кажам со име и презиме и со компанија. И бројки ми кажуваат, ние сме најдобри. Нели, ајде, не знам, Алкалоид, Зеги, да не ги спомнувам сега. Ние сме најдобри, верувајте ни, и дават бројки, ние сме најдобри. Да, и реклама при тоа е теа рекламата. Затоа велам, живееме во општество каде што нема толку многу веќе вистински вредности опадна. Компаниите не се срамат да прикажат дури по некоја лажна бројка. Не се срамат нели во трката на пазарот да изнесат некој несуштествена приказна. А за мене лично, најголемиот филантроп е тој што никој не го знае. Одлична поинта за да го заокружиме овој медиумски панел. Да, благодарам уште еднаш. Да, ќе останеме до утре. Одлично, да, можеме само да констатираме дека медиумите имаат навистина силно влијание во општеството, но и важна, што би рекла и Ели, недоволно искористена улога токму во промовирање на филантропските активности. Токму затоа верувам дека ќе продолжиме и во следни активности и во наредниот период, токму да говориме отворено на овие теми.